Основното јавно обвинителство Велес утвори предмет по допрен глас по објавите во медиумите и јавното соопштение на митрополит Агат Ангел и Повардарската епархија, со кое ги повикува верниците на масовно одење во храмовите за време на верскиот празник Духовденска задушница во петок и сабота во тек на целиот ден, додека во сила е забраната за групирање на територијата на целата држава, забраната за движење на населението во одредени временски периоди и забраната за пристап до гробишта. Со цел утврдување на факти во предметот и евентуална кривична одговорност, Велешкото обвинителство даде насоки на СВР Велес за обезбедување на податоци во однос на стореното дело и испитување на околностите дали содржи обележје на кривично дело, како и во поглед на почитувањето на мерките кои се определени од страна на владата на Република Северна Македонија, известуваат од основното јавно обвинителство од Велес. Заради новонастанатата ситуација и со воведување на полициски час од 16 часот до 5 часот наутро следниот ден, како и со целосна забрана за посета на гробни места од страна на надлежните институции, по повод православниот празник Духовденска задушница, Повардарска православна епархија и покрај забраната ги повика своите верници да ги посетат храмовите. Во соопштението посочија дека православните христијани ќе може да ги посетат православните храмови во петок и сабота во периодот од 8 до 14 часот. Инаку, веднаш по објавувањето на соопштението, реакција имаше и првиот човек на општина Велес, Аце Коцевски. Како градоначелник и како личен став, Македонија е секуларна држава според уставот и Македонија мора да остане секуларна држава во која точно се дефинирани правата, обврските на верските заедници и тие се одвоени од државата. Правењето на централните власти, компромиси со Македонската православна црква, Исламската верска заедница, не доведе до ова дередже да имаме вакво зголемување на бројот на заболени од COVID-19. Затоа мојот апел е тоа што го прочитавте да го повлечат од Повардарската епархија кој е објавено, да ги почитуваат уредбите кои ги носат надлежните државни органи, затоа што црквите, верските заедници, џамиите, оџите и поповите, владиките не може да бидат над законите. Ако тоа не го прават, ги повикувам надлежните државни органи пред се Министерството за внатрешни работи да ги применат сите законски мерки кои се должни да ги применат и да го спречат масовното собирање. И се разбира да покренат соодветни санкции против тие што повикуваат и што поттикнуваат непочитување на законите и на уредбите.